Почитувани, останете пред малите екрани и уживајте во уште едно издание на емисијата Нешто ново. Во ова издание на нашата емисија повторно ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Како гости ги имаме Анета и група Молика, Универзал бенд и Емрах Мехмети. Останете со нас и уживајте. Анета и група Молика изминатиот период снима новогодишно шоу со Ин продукција. Тие се сега во Австралија на најавената турнеја, но на големо се шират информациите дека Анета наредната година би била дел од евровизиското шоу. Тие имаат и нов албум, на кој пред заминувањето во Австралија ставија и неколку бонус траки. Нешто повеќе ви откриваме од наредниот прилог, да го погледнеме. Почитувани гледачи, како и секогаш, така и овој пат во студиото на Ин продукција имаме прекрасни гости, односно Анета и групата Молика. Најпрво, добро дојдовте и како се чувствувате во нашето студио? Па, како и обично, значи како секогаш што се чувствуваме како дома, секогаш топло пречекани, поздрав до цела екипа на Ин ТВ и секако до тебе. Повод за вашето гостување денес е вашето новогодишно самостојно шоу. Вие подготвивте богат репертоар, со што ќе се представите на нашите гледачи? Па ќе се представиме пред се со неколку наши во наша изведба песни. Тоа се од најновиот албум и секако со некоја стара македонска песна. Кои се вашите очекувања од ова шоу? Па како што е досега гледана ова емисија и ваквите шоа нормално, очекувањата се дека и ова шоу ќе биде гледано на високо ниво, така да и не се ни сомневам дека ќе биде гледано. А пред се ќе има и добра забава во нашето студио. Секако да, затоа ќе се потрудиме ние за овде да има една убава атмосфера, весела пред новогодишна. Така, Јовица, кои се вашите ангажмани во моментов покрај подготовките за новогодишното шоу, на што работите? Па нормално покрај настапите кои што ги имаме тука низ Македонија, се спремаме за нашата престојна турнеја во Австралија, заминуваме за неколку дена. Ќе бидеме скоро на едно двомесечна турнеја таму. Дали сте веќе подготвени? Па не сме подготвени, уште се подготвуваме полека сите. При крај се подготовките нормално. Како што кажав, таму сме на отприлика двомесечна турнеја, таму ќе бидеме за новогодишните празници. За новата година сме во Мелбурн, во Grand Merit Reception, значи сите наши кои се таму се добре дојдени нормално поканети. Во блискина таа е турнеја која е веќе испланирана нормално, за понатак имаме планови, меѓутоа затоа ќе откриеме понатаму. Така, Анита, на што работите? Дали спремате нови песни? Па секако, како што кажа Јовица, се спремаме за на турнеја, така да, како и секоја наша турнеја, мораме да спремиме нешто ново. Имаме неколку песни снимени за да им послужиме нешто ново на нашите македонци, нашата публика во Австралија. Секако тие неколку песни, бидејќи имаме еден нов албум, сакавме само нешто ново да има на тој албум, така да ќе бидат како бонус тие песни. Колку песни ќе има на албумот? На албумот има, мислам дека се 10 и овие 3 или 4, не знам колку се, ќе бидат како бонус, така да ќе биде еден убав комплетен албум. Ќе биде со ваши самостојни или препеани микс? Наши, нормално, наши. Да. Вие не сте за прв пат во Австралија, така? Не патувате за прв пат? Не сме за прв пат. Еве можам да кажам. Какво искуството е од претходните турнеи? Па какво искуството? Веќе се чувствуваме како дома таму, бидејќи сите имаме многу роднини таму во сите градови низ Австралија. Исто сме и таму топло пречекани, нашите концерти се полни. Имаме, значи, известени сме дека и овие концерти се веќе распродаени. Така да
одлично се чувствуваме таму како и секогаш. Каква е публиката? Како е со нашинците, како е да се настапува пред нашинците во диаспората? Па добро, каква е публиката? Ние се трудиме секогаш публиката да биде добро расположена, да ги исполниме нивните вкусови, нормално на секој од нив. Гледаме да им ја исполниме секоја песна, секоја желба, така да секогаш се весели и расположени и, како што кажав, секогаш топло не пречекува. Кои песни се најмногу барани на вашите настапи таму? Па, најбарани се и се што слушаат таму, зависи каква ќе биде забавата. Сега ќе имаме повеќе балкански забави, така да ќе има и српски песни, ќе има и македонски, значи во однос на публиката. Гледаме што сака публиката, што ќе бара публиката, тоа и да им послужиме. Така, кои се вашите планови за иднина пред самиот крај? Па планови, како што кажа Јовица, значи најново ни е турнеата и потоа се враќаме тука во Македонија и продолжуваат нашите свадби цело лето. Нов албум сигурно ќе се подготвува крајот на 2018 година, бидејќи знаеме дека ќе бидеме повторно надвор за новогодишните празници, значи кажувам за прекуокеанските земји, така да ќе се спрема и нов албум. Така, значи нашите гледачи ќе уживаат и понатаму во вашата музика, во вашата песна. Јас ви благодарам што одвоивте време да ни гостувате во нашата емисија. Ви посакувам успешна турнеја, а се разбира вечерва и добро да се поминеме сите на ова новогодишно шоу. Така, секако еве да искористам ова прилика на сите да ми честитам новото 2018 година, да им посакам многу здравје, многу љубов и среќа пред се. Благодарам што имаш. направам, тешка била тугината. Овде немам спокој, мир во душава, без тебе само боли тага. Што да сторам мила, што да направам, тешка била тугината.
воодушевам, без тебе само боли тага. Дай ми крила, мили Боже, да прелетам в роден край, само да ја видам тая милува, родна земја да си остана. Дай ми крила, мили Боже, да прелетам в роден край, стара мајка, татко, дай се надувам, милолюбев кој кидај до меса. Универзал бенд долго обстојува на македонската музичка сцена, но неодамна има нов вокал на групата Алмир. Тие реализираа проект со продукција со песни кои се барани во моментов. Бележат бројни настапи низ целата земја, но пред се во Швајцарија. Гости се во нашето студио да ги погледнеме. Почитувани гледачи, чест и задоволство ми е да го најавам нашиот денешен гостин Емрах Мехмеди. Емрах, добре дојде во студиото на Импродукција. Како се чувствуваш? Добро ве најдов, значи најпрви ми сакам да упатам еден голем поздрав до вас, до вашата продукција и до сите гледачи на ИНТВ телевизија. Ти благодарам. Емрах, ти ни доаѓаш од Реканскиот регион, поточно од Жировница. Точно. А поводот за твоето гостување е снимањето на две песни, едната препеана, Жировница, и уште една нова, за која подоцна ќе кажеме повеќе. Како помина снимањето во нашето студио? Колку си задоволен? Значи, сакам да кажам, многу сум задоволен од продукцијата, од снимањето. Прекрасно е чувството да се биде работка со една ваква продукција, успешна продукција. Така, ние малку подоцна ќе имаме можност, а и нашите гледачи, да ги погледнат двата твои настапи тука во нашето студио. Но најпрво, Емрах, да им откриеме на нашите гледачи од каде е љубовта кон музиката и кога почна да се занимаваш со пеење? Кои се најпрво твоите почетоци? Да кажам, уште од мали нозе сум бил музикален, сум ја сакал музиката, сум се занимавал со музика, сум пеел уште мал како дете. Значи тогаш ти имал настапи? Да. Уште тогаш сум настапувал по некои настапи така кај нас и така дојде ова љубов кон музиката. Така, дали твојот талент е наследен од некој од твоето семејство, од твојата фамилија? Значи, талентот е наследен од мојот татко ми, Джевдел Мехмеди, и он пееше порано, се уште пее, се бави со музика и талентот е од него. Така, но кога започна професионално да се занимаваш со музика? Колку време веќе се занимаваш? Професионално веќе се бавам 6 години со музиката. Значи, настапуваме по свадби, по други веселби, одиме во странство, настапуваме и таму. Значи 6 години како пеам професионално. Така, па тоа сте многу години. Да. Значи, како што кажав, ја отпеа Жировница во нашето студио. Пред да погледнеме, ајде нешто повеќе, зошто се одлучи токму за оваа песна? Дали можеби тоа е поради тоа што живееш токму во Жировница? Па најмногу за тоа е, значи јас доаѓам од Жировница, иначе да кажам. Песната ја имам испеано за селото мое, значи таа е стара песна. Имаат испеано многу колеги од македонската музичка естрада, така и редно беше и јас да ја испеам, дека потекнувам од тоа село. Така, јас тука предлагам да направиме музичка пауза и да го погледнеме твојот настап за Жировница, а вие, почитувани гледачи, уживајте.
za mene, devojka ne mala, žirovnico, žiti kamenjaka, čorabota, gledanica moja, čorabota, gledanica moja. Dal se gope ili ja šikuvat il za mene večera taguvat il za mene večera taguvat nit se gope nit tu ja šikuvat već za tebe večera taguvat već za tebe večera taguvat. Oj devojko, ti za mene pojdi ke pazara, trirala tapani ke pazara, trirala tapani ke pazara, trirala tapani neka pukne našite dušmani, neka pukne našite dušmani. Почитувани гледачи, јас сум сигурна дека уживавте во прекрасната изведба на Емрах за жировница. Емрах, каде најчесто настапуваш тука во Македонија? Дали си имаш и своја група или како настапуваш? Значи, имам и своја група, да. Колегите се од... Само микрофонот погоре. Од кај нас се колегите, поточно од моето село, од Жировница. Моментално живеат во странство, во Италија. Еве еден поздрав контактам за нив. Голем поздрав од нашето студио до нив. Значи, најчесто настапуваме по свадби, семејни веселби во нашиот крај и секаде низ Македонија. Така, пред да започнеме со емисијата, ми откри дека си настапувал и во странство. Каде до сега си настапил? Значи, до сега сум настапувал во Германија, во Италија сме настапувале, таму има доста наши луѓе од Реканскиот крај, печалбари и така прават семејни веселби. Се дружиме, настапуваме, пееме заедно сите и така. Така, значи како што кажи, имаш голем број настапи и во нашата земја и надвор од неа. Каде според тебе е подобро да се настапува? Пред која публика? Според мене да кажам дека секаде е добро да се настапува и тука во Македонија и во странство во сите. Така. Значи исто е. Песната ги поврзува сите, така да не секаде е добро со песна. Дали сработуваш и со останатите музичари од нашата естрада и со кои? Соработуваме најмногу со Благоја Груевски, да го поздравам и него, ја користам оваа прилика. И со сите останати колеги што се из македонската естрада, да кажам Елена Велевска и
цаки, крисми и сите. Така, значи скоро со сите наши музичари. Имре, како помина 2017 за тебе? Дали беше успешна оваа година? Дали имаше настапи, песни? Како помина сето тоа? 2017 година, да кажам, беше многу успешна година за мене. Имав доста настапувања тука во странство, секаде. Беше, значи, она супер, екстра. Така. Денес, значи, ги снимивме Жировница и да се вратам од тугина. Колку песни имаш досега? Значи, досега јас имам направено 5 песни мои. Ги имам снимено студиски песни. Кои се тие освен овие две? Значи, овие две се, имам една за Суметлија Ороводи, за нашиот крај, тоа е таа песна. Имам една песна Свадба јас ке правам и така. Дали во иднина планираш и албум? Па секако. Со гледам тоа што веќе имаш 5 песни, сигурно ќе следуваат уште неколку. А сега е време да погледнеме уште еден твој настап за песната Да се вратам од тугина. А кога ќе се вратиме во студиото, ќе кажеме повеќе околу оваа песна. Почитувани, вие повторно живеете. A što merak imam, na duša mi leži, da se vratam jas od tugina. Porodna Makedonija, da si vida mila roda i kuća tatkova, da se prošetam rekanski od kraj i moja mila rodna Žirovnica. Ovde vo tugina duša mi se kine, den da dojde i da se zamine. Poroden kraj, rodno grište, vo moja mila rodna Žirovnica. Da se prošetam rekanski od kraj, rekanski tebi se sela i pokraj Radika. Prošetam rekanski od kraj i moja mila rodna Žirovnica. Da se prošetam rekanski od kraj, rekanski tebi sela i pokraj Radika. Почитувани, погледнавме уште еден настап и ја слушнавме новата песна на Имрах. Имрах, хајде нешто повеќе околу оваа песна Да се вратам од тугина. Значи, ова песна, да кажам, ова е лично моја песна. Снимена нова песна е. Чие дело е? Ова е дело на колегата и господинот Орце Стевковски, Царот.
да го поздравам и него. Така, тој моментално е во Австралија, се надеваме дека не гледа. Да. Голем поздрав до него. Поздрав и до него, значи песната е на него, тој ја компонираше, ја снимивме кај Дејан Момировски во Скопје во студиото. Многу сум задоволен и од Орце и од Дејан Момировски. Така, нашите гледачи имаат можност да уживаат во оваа песна. Имре кажа дека и често одиш во Турција. Како е таму? Има многу наши иселеници, како што знам јас, како што имам информација, има доста наши иселеници токму таму, кои се желни за нашата музика. Како си поминуваш на овие настапи и колку често одиш таму? Значи, во Турција, да кажам, често пати настапуваме таму. Сум бил и сам, сум настапувал со Благоја Груевски, со Владко Миладиновски. Има таму многу наши луѓе од реканскиот крај, најмногу од Жировница, да кажам, има. Желни се за нашата песна, за нашата музика. Значи, ако нешто им фали на тие луѓе, им фали македонската песна. Само македонската песна. Каква е традицијата? Тие дали се уште ја негуваат традицијата? Значи, традицијата е исто останала традицијата од нас, како што била кај нашиот крај, во реканскиот крај. Како што се негувала? Исто, се уште се почитува и таму, истата традиција. Дали за скоро време пак ќе одиш таму? Па да. Дали имаш планови? Да. Имам во план, да. Имам некои ангажмани во Турција, наскоро се гледаме таму со нашинците. Така. Како стоиш со фестивалите во нашата земја? Дали досега си настапил на некој од фестивалите? Значи, досега сум настапил на еден фестивал, на Канео Фест. Така, тоа е нашето Охридскиот фестивал. Така, Охридскиот фестивал. Сум настапувал таму. Прекрасно е чувството да се настапува на фестивал, да кажам. И сум добил една награда која стварно се изненадав и самиот за хит на вечерта. Токму со оваа песна да значи, се вратам. Значи прв настап и одма награда за хит на вечерта. Со која песна таму настапи? Значи настапив таму со истата песна со Да се вратам од туѓи. Така. Дали во иднина би сакал да се представиш на некој од нашите реномирани фестивали, како Валандово, Роса Фест? Секако да. Чувството дали планираш? Чувството е неопишливо е да се настапува и заинтересиран сум да настапувам и по фестивалите. Така. Дали веќе се знае каде ќе настапиш за новогодишната ноќ, за новогодишните празници, пред Нова година, дали имаш некои ангажмани? Па имам два ангажмани пред новата година. А за новата година, значи се уште во тек се преговара. Преговори, да, така? се преговара за новата година, за вечерта и така. Така. Полека се наближува и новата 2018-та. Кои се твоите планови за оваа година и што очекуваш од неа? Значи, како што кажав, 2017 година беше многу доста успешна за мене. Имав доста настапи. Исто и во 2018 имам доста настапување во странство, из Европа, во Германија, Италија, во Турција, како што кажам. Значи, се надевам дека ќе биде доста успешна и 2018. Така, сигурно ќе има и нови песни? Да, секако. Дали можеби ќе биде готов и албумот за 2018? Па така нешто, да. Се надеваме дека промоцијата на твојот албум ќе биде токму во нашата емисија. Пред самиот крај, што ќе им посакаш на нашите гледачи? Пред самиот крај да посакам на сите гледачи да гледаат ова успешна, да кажам, една од најдобрите продукции во Македонија и да ги слушаат сите македонски песни. Така, да се забавуваат со нашата преубава македонска песна. Јас Имрех ти благодарам што одвои време да не бидеш наш гостин во нашата емисија. Се надевам дека повторно ќе ни дојдеш со многу новости. Ние сме секогаш тука за промоција на твоите песни, твоите музички остварувања. Ви благодарам и на вас и уште еднаш поздрав до сите гледачи на ИНТВ продукција. Каде и да сте. Ти благодарам. Универзал бенд долго обстојува на македонската музичка сцена, но неодамна има нов вокал на групата Алмир. Тие реализираа проект со продукција со песни кои се барани во моментов. Бележат бројни настапи низ целата земја, но пред се во Швајцарија. Гости се во нашето студио, да ги погледнеме.
Драги гледачи, денеска гости во Импродукција се дел од членовите од бендот Универзал. Добре ни дојдовте. Добро ви најдовме. Добро ви најдовме. Ајде да кажеме една кратка лична карта на гледачите, од колку членови се состои бендот и кој на кој инструмент свири. Кратка лична карта, јас сум Амет, Алмире пејачот, Јуки го имаме на Сайзер, Далибор ни е као специјален гостин, Пеле ни е дувач, нормално. Колку време постои бендот? Бендот, ние као група постоиме, значи јас и Јуки сме повеќе од 15 години. Ова година решивме малку да има некоја промена и така да продолжиме. Промената е Алмир. Алмир од кој период еве можеби неизвестно време си заедно дел од Универзал бендот, значи колку време си заедно? Скоро месец дена сум заедно со нив. Да. Како испадна соработката? На кој начин се пронајдовте? Ние се знаеме уште од многу порано, ама во овој момент решивме да работиме заедно, ми понудија некои проекти, јас имам некои проекти и решивме да ги работиме заедно проектите и така се споивме. Еден таков проект реализиравте токму и денеска во Импродукција. Ајде малце повеќе, значи слушнавме ние еве тука додека се снимаше проектот, ќе слушне и публиката за какви песни станува збор? Станува за 4 српски песни и 4 торбешки песни. Да. Што е барано, претпоставувам на. Добро, каде се настапува бендот? Каде свирите? Свириме сега моментално низ Скопје. Летот се разбира свадби, низ цела Македонија. Водиме и во странство понекогаш. Така, добро. Алмир, имаш ли ти прилика во овој еден месец да освириш нешто заедно со бендот на некој настапи? Па има прилика, да. Што Да ти свириме нешто. Што е оно што е најповеќе барано на музичката сцена, еве конкретно кај нас во Македонија? Па добро, ние повеќето работиме на свадби, свадбарски песни нормално на свадба, но се бараат и други видови на песни на свадба. На свадба се бара. Каде се имате настапувано надвор од нашава земја, кажавте? Не може. Земеме као пример Швајцарија, пошто таму последниве 3 години сум бил активен и уште планираме да бидеме активни со работување со газата да го позаиме него. Тоа е газата Кики од Швајцарија отидих. Што е она што бараат таму швајцарците? Све. Све. Од балканската музика све. Све. Од ново до старо. И затоа вие се ориентирате на некој начин да ги препејувате и српските песни за да. И затоа сме Универзал. Решивме да се викаме Универзал. Што во поглед на фестивалските настапи, дали сте размислувале да настапите на некој од фестивалите тука во нашата земја? Сигурно. Сигурно и има време, ќе размислиме и ќе биде тоа. Алмир, колку се вклопи заедно со Универзал бендот? Па јас уште од порано имав работено со нив, некако во група со нив, него по свадби знаеш како е, сите работиме. И од порано се знам со нив и многу лесно се вклопија во бендот. На некој начин сте си сами на своето, со музика, со опрема? Да, така. За фестивалските настапи, дали би настапиле заедно? Зашто да не? Го имаме во план тоа, па со текот на работата, може би ќе биде и тоа. Дали публиката може да очекува нова песна, ваша, авторска, и за неја да биде изготвена видеозапис? Имаме, веќе имаме и сега за скоро време ќе се направи и видеоспот, запис. Така да и се надеваме дека ќе биде голем хит. Предлагам сега да слушнеме дел од она што тука го отсвиривте, па потоа се враќаме назад во студио. Ништо што ти ме желиш, ни оно што би с другим да дели. И зато ме љуби мозак, чао. И не тражи од мене личне податке, лажи су моје брзе и кратке. Наистину нисам još uvek spao. Luda noć u jeftinom hotelu, crna mrlja u tvom dosijeu, što i drugima i tebi bit ću ja. Prvi put se vidi
a već sam ti u krvi. Ne misli se nismo mi jedno drugom prvi. Prvi put se vidimo, al sa mnom nema kiksa. Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa. Te pravi na tvoju ruku prsten da stavi, ali ti žena kao žena. Vidi i opet svjesno napraviš grešku i odabereš budalu tešku. Opet se zaljubiš u kretena. Luda noć u jeftinom hotelu, crna mrlja u tvom dosijeu. Što i drugima i tebi bit ću ja. Prvi put se vidimo, a već sam ti u krvi. Ne misli se nismo mi jedno drugom prvi. Prvi put se vidimo, al sa mnom nema kiksa. Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa. Se vidimo, a već sam ti u krvi. Ne misli se nismo mi jedno drugom prvi. Prvi put se vidimo, al sa mnom nema kiksa. Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa. Едене повторно назад во студиото после прекрасното музичко парче кое што го слушнавме од страна на Универсал бендот. Алмир, пред малку кажавте дека имате ваша авторска песна. Ајде да откриеме на гледачите нешто повеќе околу тоа. Кој ја изработи, музика, текст, аранжман? Да, така е. Значи песната, музика и аранжман ја работеше Амет, а текстот го работевме заедно. Песната е на Тугина се вика песната. Значи направена е во клуб, значи на местото каде што живеам јас, има многу печалбари и затоа решивме во тој стил да ја правиме песната. Значи имавте повод наменски на некој начин. Да, така. Значи добро, со кој музички имиња еве од македонската естрада соработувате најчесто? Соработуваме со сите, значи сите ни се колеги, сите ни се пријатели, имаме дружење, така да не можам да ги набројам. Пресред сме веќе на новогодишните празници, дали Универсал бенд веќе има пазарено тезга, што би рекле народно? Да, ние ќе видиме во Швајцарија. Да. Да. Колкав период? Па не се знае, можеби месец, два и три. Да. Одлично. Што потоа? Какви подготовки, какви ангажмани? Имаме пак продолжуваме со снимања и со вежби нормално. И од мај, здравје, јули, мај, јуни, јули, август, свадбите се и така. Алмир, ќе одиш заедно со нив Швајцарија, претпоставувам? Да. Дали ова прво ќе биде твое искуство заедно со нив или? Да, прво искуство. Што очекуваш еве конкретно од таму? Па очекувам многу успеси во работата, заедно да работиме со Амет и така да си продолжиме нашата кариера, да има само успеси. На некој начин да бидете прифатени од тамошната публика. Нормално, да, тоа така. Посакувам се најубаво, големи успеси и повторно со новитети да дојдете и да ни бидете гостин во Импродукција. Благодарим. Благодарим. Тука е крајот на уште едно издание на емисијата Нешто ново. Се надевам уживавте со нас. Се надевам уживавте во прилозите кои ги подготвивме јас и мојата екипа. Наредна средба ви закажувам за 7 дена, но пред да се одјавам, морам да се заблагодарам на бутиците Мис Сара, кои се погрижија за мојот изглед и во ова издание на оваа емисија. Се гледаме за 7 дена. Останете во добро расположение.